Има веќе најава, веќе има изјава од министерот за надворешни работи дека нешто се работи во однос на европскиот пат под радарот. Иако имаме предвид дека сите лажни политики во однос на евроинтеграциите на оваа власт веќе се разобличени, и тоа да ги повторам. Прво, очигледно е дека нема да го вратат името, како што ветуваше председателката Сијановска-Давкова. Очигледно е дека нема да го поништат Преспанскиот договор, напротив, премиерот Христијан Мицкоски изјави дека е ремек дел на европската дипломатија, од која е јасно и од која потврдија со изјава дека добро е што сме членка земја на НАТО, дека е добро за стабилноста, дека е добро за инвестициите, кои што патем можности оваа власт нема капацитет да ги искористи. Еве сега, под радарот, очигледно е дека се работи на прифаќање на францускиот предлог. Најавената така наречена екскурзија на премиерот во Брисел е само уште една потврда за тоа. Кој сред лето оди на екскурзија во Брисел? Во Брисел, кој што е административниот центар на Европа, единствено нешто што може да се прави е како што најави министерот за надворешни работи да се преговара под радарот. Зашто? За прифаќање на францускиот предлог. За тоа зашто не обвинуваа дека сме имале предавнички политики. Ова е само доказ и потврда дека се што кажуваа е лага, дека не клевета и дека не е вистина, дека СДСМ имал предавнички политики, напротив, државотворни политики, во интерес на сите граѓани, во интерес на напредокот на државата. Благодарение на оваа власт стоиме во место. Веќе 4-та година го блокираат европскиот пат. Но, еве, вистината излегува на виделина. Посетата, така наречената екскурзија на премиерот во Брисел, среде лето, е само уште еден доказ за тоа.